Жетвата на јачменот во Неготино и Градско започна, а за 10 дена ќе почне да се жнее во Штипско-Карбинскиот регион. Производителите предупредуваат дека неизвестноста околу тоа колкава ќе биде откупната цена е голема и бараат итно да се свика подсекторската група за жито за да се дефинираат откупните цени. Според нив поскапувањето на репроматеријалите, горивата, механизацијата значително ги зголемиле трошоците за производство, а дополнителен проблем е и доцнењето на субвенциите. Бараме од Министерството да изготва производна цена за пченицата како стратешка култура, како за пченицата, така и за јачменот. За пченицата би биле задоволни од 15 до 18 денари плюс субвенцијата. Субвенциите значи исплатени стариве, што не се уште исплатени, и весен субвенција авансна за есенската сејдба. Значи тоа заедно да си оди. И некаде ќе му дојде 22-23 пченицата. И останатите земјоделски здруженија се со сличен став, дека под 16 денари не треба да биде годинава откупната цена на пченицата, како стратешка култура, ако сакаме да ги зголемиме површините и да ја намалиме увозната зависност од лебно жито. Став побаравме и од Министерството за земјоделство, во кој се вели: Во текот на наредната недела ќе се одржи состанок на подсекторската група за жито, на која една од точките на дневен ред ќе биде престојната жетва на пченицата и јачменот. Дополнителен проблем за земјоделците е условот кој го постави државата, 30% од родот да е предаден кај регистриран откупувач, услов кој сега може да го злоупотребат откупувачите, заради што и бараат државата да ги заштити со брзо носење на реална пресметка за производната цена, која треба да биде заштита на земјоделците од манипулации со цената. Велат дека во периодот на жетва за одржување на реална откупна цена, многу би помогнало и ако навреме се вклучат и стоковите резерви во откуп. Барањата на земјоделците се совпаѓаат и со актуелните движења на светските берзи. Анализите на меѓународните берзи покажуваат дека годинава се очекува намалено производство кај дел од најголемите производители на пченица, додека климатските ризици и намалените залихи ги одржуваат цените на релативно високо ниво.